За секој документ кој им е потребен, жителите на руралните средини мора да доаѓаат до Тетово, каде се наоѓаат подрачните канцеларии на сите институции. Тој им представува дополнителен трошок, но и потрошено време да патуваат до градот. Од местните заедници велат дека со новите законски измени со кои мештаните треба да имаат одобрение за сеча и во приватните шуми, дури и за најмала количина, се наметнала потребата за отварање подрачна канцеларија на национални шуми и во општина Егуновце, барање кое го упатиле до локалната самоуправа. Ние бевме принудени до сега, откако се донесе уредба за и во приватните шуми собственост што ги имаат населението, да одиме во подрачната единица во Тетово да бараме одобрение за сеча и на минимален, мислим, број кубни метри, 2, 3, 5 и така слично. Бевме принудени да одиме до Тетово, а тоа е, значи, 20 километра, што немаше никаква логика. И така побаравме од надлежните, укажавме на таа проблематика и ни одобрија сега со отварањето на оваа канцеларија да бидат по-достапни, значи тука блиску ние. Со новата подрачна канцеларија, жителите од општина Егуновце, селата и местните заедници кои што гравитираат во општината, можат побрзо да дојдат до потребните документи или услуга, а е во надлежност на јавното претпријатие Национални шуми. Целта на оваа канцеларија е да се доближиме до граѓаните на Егуновце и нормално да извршиме сервис на сите тие услуги што ние ги даваме како јавно претпријатие кон граѓаните. Оддалеченоста на овие две општини, во суштина на некој начин ќе ја победиме со оваа канцеларија. Граѓаните многу лесно ќе можат да достават документи, барања за сите потреби кои им се неопходни за своето функционирање и потребите од шумарството, и на тој начин на некој ги доближуваме сите наши услуги до граѓаните, да не мора да одат до Тетово, туку овде во својата општина да си ги завршат сите работи кои им се неопходни и нормално понатаму да сето тоа функционира. Во изминатиот период во општина Егуновце се отворија подрачни канцеларии на Е-услуги, МВР и Министерството за земјоделие, но се наметнува и потребата за реотворање на канцеларијата на Агенцијата за вработување. Па моментално барањата сега во периодов овие неколку месеци се посебно приоритет се дава, како што кажав, да се отвори канцеларијата за Агенцијата за вработување и исто канцеларијата за матрични служби во поранешна општина Вратница или во населено место Вратница, каде што функционирала 50 години или не знам колку наназад.